Во септември ќе започнат, а цела 2021 година е резервирана за лични и деловни банкроти, нагласува студијата за трговско и кредитно осигурување, изработена од Еулер Хермес. Оваа студија се однесува и точно на нас, граѓаните на Македонија, бидејќи досега безброј пати се потврдило дека нивните истражувања се болно вистинити, но и дека инстинктот за опасност кај граѓаните веќе предупредува. Плашим се, јагова конфекцијите половин повеќе се отпуштија се. Што ќе прават? Двујца се на работа, одека пари. Не дај Боже да биде тоа, а има услови. Не дај Боже. Па сите се плашат, веројатно сите се плашат. Сите страхуваме, и вие и ние. Па како не фаќа страх, па Бога ми ќе има. Па што е во гледаш дека очекува се нов бранд да дојде. Јазност има и тоа многу поготово ме срано. Мислам дека може да има, може да се случи и тоа. Оваа корона кризата може да направи. Се може да биде. Овој песимизам потврдува дека сите ќе бидеме сведоци на безброј лични финансиски трауми и банкроти во број каков што досега немало, зашто кредити и давачки имаат сите, но за многумина ќе нема работа. Кризата од COVID-19 предизвика ненадеен и голем економски шок. Последиците ги почувствуваа сите, но тие ќе бидат особено тешки за оние компании кои веќе беа ранливи пред кризата и сега се меѓу секторите најтешко погодени со мерките за борба со пандемијата, како транспорт, автомобилска индустрија, трговија на мало, хотели и ресторани. Аналогно на ова, лошата уста на истражувачите од Еулер Хермес зборува за глобален проблем од кој бегање најверојатно ќе нема. Банкротите во Бугарија ќе скокнат за 21, во Романија за 23, а во Грција за 33% во однос на 2019 година. Каков економски шок ја очекува Македонија во вакво опкружување? Некои од фирмите ќе останат, меѓутоа некои несомнено дека ќе трпат последици, па дури ќе затворат пред оваа основа. Она што во овој момент треба да размислат компаниите, па дури оние кои што се ја водат, да речеме, македонската економија, ги дават главните сменици, дали можеби сега е моментот да се размислува во однос на мала дисперзија и на увозната и на извозната страна за други нови земји со кои што Македонија нема соработувано, а не да биде фокусот само на оние досегашни земји со кои што имаме увозно и извозно. Без лажен песимизам или оптимизам, очекувано е дека многу фирми од Руменија од септември па натаму ќе исчезнат, а во Агенцијата за вработување ќе се прават нови списоци. Место и илјадници нови веќе си обезбедија.